12 мај е зимано крв на целото стадо. После зимањето на крвта, негде у октомври на крајо, доваѓа инспекторо и ми кажува имаш бруцелозни кози. По тај број, прогласија ми 5 кози, уствари 6 кози и една овца. Козите и овцата беа ми подигнати. Земаа ми тржи да ми дадат некакви резултати за да имам покритие, да видам како е, шо е. Вика, ние не може да доставиме резултати, вика, козите се прогласени и мора да ги подигнеме. Козите беа подигнати, тука дојдеа со камион, тржи, инсистира на повторно да се стават у карантин, да се испитат, оти прават се пуно пати грешки и тие работи. Пред да се носат у кланица или у кланица, да ми достават резултати од лимфните жлезди, мислам тоа е најверодостојно, и од млекото и тие работи. Од тие резултати немам. Беше кај инспекторот наш се обраќа, беше до началникот на него, мислам раководителот Симо се обраќа, у Скопје иде, али сето тоа беше, мислам, невозможно. Сие фактички немаме никаков доказ, ние можеше да завршиме, целото стадо да ми заврше. Значи тоа ти е исто како на бензин, на огњен кој ќе фрлиш бензин, целото стадо да биде у катастрофа. Целата фамилија, а што е најтрагично, и унучето цело време пиеше од млекото. Унучето, ти викам, пиеше од млекото и млекото го дистрибутираме у млекари. И тогаш зима и за млекото, мислам, земаа узорци. Прошлиот пат инспекторката ми ги даде резултатите од млекото ги имам, дека млекото тестирано со Елиса тест, тамо тие работи, дека било исправно. Сега, и јас сам сумњам и не знам више викам кај да се обратам и како да се обратам. Па јас сам револтиран, пошто мислам пуно неправди се десија, инсистира на повторни работи, за да не ми се одземат козите, за да направим испитување, дали кај мене у карантин или кај нин у карантин, да се установи болеста, тогаш не е проблем, не правеше ја спор и проблем, мислам да работи се за здравјето на луѓето. А плюс тоа многу сум изреволтиран, у рок од 5 месеца ја да немам никакви резултати, фактички за моето здравје се работи, на 5 души вработени тука се работи. На сето тоа, мислам и од страх, повише и тие работи, идеме и не испитуваме крв. Зимаа ни крв на нас, мислам, у лабораторија. На крвта кај нас испаднаат тестовите негативни. И сега више пуно работи се мени сумливи. Ние завршиме како живи експерименти, значи фактички за 5 месеца, мислам па дали ако и имало, ние требаше да завршиме катастрофално, пошто имало е случаеви, правиме, дискутираме преко Facebook портаблите, тие работи, консултираме се со сточари, за кратко време пуно завршиле, по 40 дена у болница, со многу јаки антибиотици, со многу болници. Кај нас, фала Богу, до сега нема ништо. И затоа сумњаме дека нешто не е уред. Да испадне второстепена комисија, наново да се разгледа случајот, да видиме, тржиме, инсистираме на наше барење у странство да однесеме на приватна режија, да испитаме. Тоа не беше одобрено. Некња пред 2-3 дена носи крв, имам и сведоци, крв од самите кози у Скопје, у лабораторија не биме, мислам, не без пропратно писмо, инспекторот не кеше да даде, не беше примата крвта. Сега, после неколку дена обраќање па до институциите натамнам, сега ми беше дозволено, али козите виши подигнаа ги, ојдеа кланица, така ми кажаа.